Младиот турист Нико од Штутгарт, Германија, при својата обиколка на Балканот, на мапата на Google сосема случајно го пронајде руинираниот хотел Европа во Отешево. Од Косово се упати кон Македонија и навигацијата го донесе до Преспа, додека екипата на Телма работеше на оваа репортажа низ урнатините на објектот. Нико, запрепастен од гледката, прашуваше зошто хотелот се распаѓа. I found this hotel on Google Maps. There's a label abandoned hotel, so yeah, I'm not the first visitor of this hotel here. Yeah, it's sad that it's closed because it's beautiful, and yeah, the view is also beautiful, and yeah, such a big hotel. So sad. Објектот, кој пред повеќе од 2 децении беше вистинска атракција со бројни содржини и најубавиот панорамски поглед кон Преспанското езеро Пелистер и Галичица, денес е целосно демолиран и уништен. Ова лепота, ова езеро, штета. Како е тоа е било, работело како било Југославија. После тоа запалиле овие хотели. Дел од хотелот Европа изгоре под сомнителни околности во 2005 година. Тоа што се спаси од огнот не се спаси од кратците кои однесоа се што остана. Врати, прозорци, плочки, инвентар. Некогаш гордост на Преспа. Култниот хотел Европа со години се распаѓа и денес се купишта руини. Во повеќе наврати ја менуваше сопственоста и се најавуваше негова реконструкција, но засега нема конкретни чекори. Остатоците од хотелот во 2006 ги купи португалска компанија, но немаше ништо од ветувањата за изградба на луксузен комплекс. Португалците се откажаа, па 10 години подоцна нов собственик стана инвеститор од Обединетите Арапски Емирати, но уништувањето не запре. Ресенскиот градоначалник Јован Тозијаски вели дека прават обиди да стапат во контакт со собственикот. Преспа како микрорегион со специфики меѓу два национални парка, езеро, две граници, воздух чист и во минатото и скијачки центар, значи можност за 12 месеци туризам. Се надевам дека тоа ќе го согледаат и инвеститорите, мислам собствениците на хотелот и ќе се одржат ако ништо друго или да го отуѓат или да го остават во функција. Комуницираме многу потешко, бидејќи се собственици од Емиратите, комуникацијата ни е преку адвокатски друштва и слично. И натаму без одговор остануваат прашањата, кога и дали објектот ќе го врати стариот сјај и ќе ги отвори вратите за гостите како пред речиси 20 години. Доттогаш, приказната за напуштениот хотел во Македонија на атрактивна локација и со неверојатен поглед ќе живее низ фотографиите на туристите како германицот Нико, кој се прашува дали е возможно ваква убавина да потоне во заборав.